Секоја трета фирма е на пат многу брзо да затвори поради сегашната цена на струјата. Повторно предупредуваат од Организацијата на работодавачи на Македонија. И се плашиме дека јануари, февруари пак цената ќе оди над 500 евра. И значи овие бројки од некаде 30% од компаниите на либералниот пазар ќе имаат проблем со обстанокот ако цената на струјата отиде над 500 евра. За работодавачите, спасителот треба да биде државата која треба да изнајде начин и да обезбеди цена на струја која компаниите ќе можат да ја платат. Ние од владата бараме да размисли, значи нудиме неколку варијанти за над кој износ, да речеме над 200 евра или над 300 евра мегават час да може да се субвенционира дел од струјата. Владата се разбира дека треба да ги направи нивните математики во однос на тоа дали има во буџетот пари или не, но укажуваме дека во случај кога цената на електрична енергија во земите во соседството ќе биде 2 до 3 пати поевтина од нашава, дел од нашите компании кои ќе се сузрат со нелојална конкуренција од надвор, нашите трговци ќе увезуваат поевтини производи произведени надвор, а нашите компании ќе мора да затворат. До сега, поради овие и слични проблеми, затворија 7000 фирми, што покажува неверојатно лош тренд на економските движења кај нас. Од овие причини и во истата насока кон алармот покажа и првиот човек на СМА Васко Ковачевски. Ата прави напор во делот на малите потрошувачи да има намалување на цената на електрична енергија. Тоа се оние 65.000 субјекти кои што се на регулираниот пазар и користат цена од регулираниот пазар. Ево имам информација дека во изминатиот непосреден период околу 7.000 такви правни субјекти затвориле, односно ги прекинале своите работи, така да тука треба да се стави фокусот, да се помогне на таа категорија потрошувачи во делот на малите потрошувачи и сметам дека тука ќе има значително намалување на цената на електрична енергија. Дополнително, работодавачите од владата бараат и поволна консултантска подршка за изработка на проекти за изградба на фотоволтаични и ветерни централи, како и проширување и олеснување на пристапот до поволни кредити за ваков вид на проекти.